Иако деценија и пол целосно заборавени и отфрлени од институциите и од државата, 4-членото семејство Кулески, во кое има и 2 малолетни девојчиња, сепак наскоро ќе добие нова куќа. По сторијата на Алфа од пред 2 месеци, а на која се одзваа огромен број на граѓани, но не и надлежните институции, ова семејство, кое 15 години живее во очајно лоши услови, конечно ќе добие нов, пристоен дом, благодарение само на хуманоста од граѓаните. Темелите за новата куќа веќе се ископани. Поголемиот дел од градежниот материјал е обезбеден, работната рака исто така, а архитект комплетно го изработил и планот. По великденските празници ќе продолжат градежните работи, вели Кристина Манасиевска, преку која се одвива целата оваа акција. Доколку не послужи времето за непречена изведба на градежните работи, очекуваме дека за 2-3 месеци Кулески ќе имаат комплетно нов дом. Имаме мал проблем соеден со селаните и со водата. Во селото природно има недостиг од вода, но веруваме дека и за тоа ќе се најде решение. Се што е потребно, обезбедено е. Единствено, додека се гради куќата, хуманите граѓани можат да донираат храна, облека, хигиенски средства, а другото е наша работа, објаснува Кристина Манасиевска, хуманитарка од Охрид. Изградбата на новиот дом особено ги радува родителите Марта и Гоце. Велат, среќни се што нивните 2 керки, 13-годишната Ангела и 10-годишната Елена, конечно ќе имаат своји кревети, бања и кров за кој нема да се плашат дека ќе им се сруши врзглава. Таткото Гоце се надева дека добрите луѓе ќе изнајдат начин да го решат и проблемот соеден со селаните, кој му ја оспорувал собственоста на земјиштето каде ќе се гради куќата. Опиналто ме брка, не било местото мое, било местото него. Она куќа не е него, се прави газда, ова мое шо место, не било она. Вторник се продолжи таму се прави, сето се онади. Се за фирма че работела тука. Фирма, за колку време не сум тука. Бртучети сне. Први. Татко му негов и мојата мајка, брат и сестра. Место нивно е. Ваше е ова место. Од зидон до пато е него. Благодарение на хуманите луѓе, овдека веќе започнува да се гради кичката за семејството Кулески. Меѓутоа, во овој момент, сега ним повторно им е најпотребна храна и облека. Инаку, и покрај огромниот интерес, што овој случај го побуди кај јавноста, и понатаму зачудува фактот, што надлежните институции досега воопшто не го посетиле семејството, иако тоа ветување ни беше дадено уште на почетокот на март. А на овие луѓе, освен материјалната, повеќе од сигурно е дека им треба и стручна институционална помош.